Добро вечер, почитувани гледачи. Дневник во 20 часот на К1 телевизија. Следуваат настаните на денот, а веднаш потоа започнуваме со најновите информации од регионот Македонија и светот. Останете со нас. Еден е виновник за пропаднатите преговори во Брисел, вели Иво Вајгал, а премиерот Груевски го посочува Заев како таков. Рациновите средби повторно го оживеа човекот кој твореше за љубовта и слободата, а не дочека да живее во слободна Македонија. Лекарите препорачуваат почитување на правилата за заштита од високи температури за намалување на ризикот од мозочните удари. Известувачот за Република Македонија од Европскиот парламент Иво Вајгал истакна дека е бесен и разочаран од неуспешниот крај на 12-часовните разговори во Брисел за надминување на политичката криза во земјата. Известувачот за Република Македонија од Европскиот парламент Иво Вајгал вчера во изјава за МИА истакна дека е бесен и разочаран од неуспешниот крај на 12-часовните разговори во Брисел за надминување на политичката криза во земјата. Според него, Вајгал смета дека сега, кога Европската Унија се трга настрана, а на македонските политичари им останува да најдат решение на кризата, дека можеби ќе биде доцна за добивање на негативен извештај на Европската комисија без препорака за отворање на пристапните преговори на Македонија со Европската Унија, пошто би следела и слична резолуција на Европскиот парламент. На прашање да го посочи името на главниот виновник за неуспехот на вчерашните маратонски преговори, што според премиерот Груевски е лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој единствено пристигнал во Брисел со цел да не се договори. Вајгал, како и комесарот Хан на Твитер, одбил директно да посочи имено и изјавил дека крајниот резултат е на штета на сите, а најмногу на државата. Европратеникот од Словенија сега вели дека топката е целосно во Скопје и на македонските политичари е сами да се договорат за излез од кризата. Според Вајгел, дури да се постигне договор во брзо време, можно е истиот да дојде предоцна за добивање на негативен извештај од Еврокомисијата и за прв пат по 6 години Македонија да не добие препорака за почеток на преговорите за членство во Европската Унија. Тој посочува дека и во иднина, како известувач од Европскиот парламент за Македонија, има намера за активно да учествува да се најде решение за излез од политичката криза на Македонија, бидејќи како што вели во прашање е кандидатурата на Македонија за членство во Унијата. По неуспешните преговори во Брисел кои траеа 12 часа, премиерот Никола Груевски ваквиот епилог го гледа во ставот на опозицијскиот лидер Зоран Заев. Според Груевски, Заев не бил во Брисел за да се договори. Премиерот, коментирајќи го ставот на Заев, истакна дека целта на неговиот политички опонент е да тоне економијата и да нема избори, знаејќи дека доколку ги има, тој ќе ги изгуби истите. Човекот се плаши од избори. Тој знае дека на наредните избори ќе доживее тешко фијаско, дека ќе ги доживее најголемиот пораз на СДСМ досега во неговата историја. Ни договор сака да постигне, ни избори да има. Тоа е целиот проблем со него. Тој и атмосферата која што ја градеше во преходните денови укажуваше дека не сака да постигне договор. Брифинците што ги пуштаа во преходните денови, интервјуата што ги дава, укажуваа дека ќе оди на таква варијанта да не дојде до договор. Затоа што ако дојде до договор, човеков треба да се појави на избори. Треба пред народ да се појави. И ќе изгуби со најголем пораз во историјата на СДСМ. И така и се однесуваше денес. Впрочем, вие видовте во текот на денот пуштаа различни брифинзи, со многу шпекулации, со многу неточни работи. Што дополнително укажува дека сакаше да ги уништи денешните разговори, односно доаѓање до договор. Човек што сака да се постигне договор не оди на таков начин. Тој сакаше да не се постигне договор. Прво, за да не оде на избори, и второ, колку што може повеќе штета да направи за економијата на државата. Новинарот и уредник на Нетпрес Дејан Николовски во интервју за Пулт на Радио Слободна Македонија ги коментира неуспешните преговори помеѓу политичките лидери во Брисел. Според него, Заев е единствениот виновник за пропаднатите преговори во Брисел. Повеќе за ова од изјавата од гостувањето на Николовски во емисијата. Ние ги чувствуваме веќе повеќе од 100 дена. Како во економијата, така и во општиот живот во земјава.
тие и ќе продолжат, нема да престанат преку ноќ. Оној што јас носи одговорноста според мене за целава ситуација и за неуспешноста на преговорите во Брисел е човекот што ја предизвика оваа ситуација. Тоа е лидерот на опозицијската СДСМ, господинот Зоран Заев. Мислам дека тој полека станува свесен за оној што го направи, за ситуацијата во која се наоѓа, а тоа го кажуваат информациите кои доаѓаат од состаноците и во Скопје, тука и во Брисел, односно информациите за неговото однесување на преговорите. Политичарите се почесто ги користат социјалните мрежи за да го искажат својот став. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан го изрази своето големо разочарување од средбата во Брисел токму на Твитер. Социјалните мрежи се најлесен начин за корисниците да го искажат својот став и мислење. Овој начин на комуникација стана популарен и за политичарите, како и странските дипломати во земјава. По завршувањето на целодневното преговарање во Брисел на четворицата политички лидери, кој резултираше без договор, еврокомесарот за преговори за проширување и соседска политика Јоханес Хан го изрази своето големо разочарување токму на Твитер. Нема конечен договор на разговорите за Македонија. Многу сум разочаран од недостатокот на одговорност и лидерство на некого. Граѓаните заслужуваат подобро, демократија, владење на правото и европска иднина. Нема да се откажеме, објави Хан на својот официјален Твитер профил. Домашните политичари исто така ги искористија своите профили на социјалните мрежи за да го искажат својот став во однос на неуспешно завршените преговори во Брисел. Ова не е пракса само кај нас. Дури и поранешната американска државна секретарка Хилари Клинтон на Твитер ја објави кандидатурата за претседателската кампања за изборите во 2016 година. Агенцијата за вработување на Република Македонија во средата објави оглас за сите заинтересирани невработени лица, активни баратели на работа, за посетување на бесплатни обуки за странски јазици и обуки за основни компјутерски вештини. Основна цел на овие обуки е да им помогнат на невработените лица да се стекнат со општи вештини, кои ќе им помогнат да ги подобрат своите знаења и полесно да се вклучат на пазарот на трудот. Обуките ќе се спроведуваат во период од 2 до 4 месеци од страна на тренинг провајдери избрани од АВРМ на целата територија на државата. Сите заинтересирани невработени лица регистрирани како активни баратели на работа може да ги добијат сите потребни информации во Центарот за вработување Велес секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот, како и да пополнат апликација за учество на една од следниве обуки: обука за странски јазици, англиски, германски, италијански, турски, грчки, француски, шпански и албански и основни компјутерски вештини. Со овие обуки предвидено е да бидат опфатени 2000 невработени лица. Делото Мостот на Копнежите, добитник на наградата Антологија на болката, ја доживеа својата промоција. Трочлената жири комисија едногласно одлучи оваа награда да ја добија токму ова дело. Ако душава ви ја подарам начинија како искршени парченца чоколадо, со трач и дрдорење да и се гостите. Пребројте ги патем сите мажи чии стапала газеле по неа. Малодушна, скмечена жена ке изедете за ужинка, со чај или кафе. Исповед е поетската творба која авторката Сузана Мицева ја издвои од низата стихотворби содржани во Мостот на Копнежите. Делото добитник на наградата Антологија на болката ја доживеа својата промоција. Сузана Мицева, мајка, сопруга, новинар и автор на награденото дело, вели дека секојдневните обврски поврзани со професијата за незе всушност представуваат катализатори со уметноста. Наградата Антологија на болката ја посакував, вели Сузана Мицева. Многу години пишувам, меѓутоа никогаш досега се немав охрабрено да учествувам на конкурс или да издадам првата стихозбирка. И така кога го догледав конкурсот, имав еден творечки период. На почетокот од оваа година се создадоа околу 40 на песни и си реков, ако ова не го направам сега, не знам, сигурно ќе поминат уште неколку години. Трочлената жири комисија едногласно одлучи токму ова дело да ја добие ново востановената награда за дебитантско дело, насловено по една од најемотивните романизирани биографии на Кочо Рацин, Антологија на болката.
Мостот на Копнежите, која сама по себе е едно автентично, топло, искрено женско писмо, кое што воопшто не е обременето со мошне комплициран јазик од поетски фигури, од тропите на говор, која е плен уште на првото читање. Умешноста на поезијата е во својата едноставност да допре што поголема публика. Има една книжевна на поетска вежба зад себе и сето тоа придонесува како еден автор со својата прва поетска книга да биде да има многу изграден стил, многу изграден израз, да биде практично еден зрел, навистина зрел поет. Ако љубовта доживее бродолом, ќе најмам чамец да плови по твоите копнежи. Ќе те понесам на брановите малку повисоко да видиш каде почнуваат песочните дини, па ќе те спуштам силно да ме осетиш во морето, таму каде што се скрши едрата и се удавие надежите. Ако мојата љубов потоне во сивилото и остане сама во толкаво пространство, ќе ја премостам сета бол со еден замав во студената вода. Принудно ќе ја стуткам на дното со школките и во нив ќе ги затворам сите солзи бисерни. Со овие стихови претседателката на жири комисијата Ана Ќувкарова ја опиша длабоката емоција на авторката. А вчера вечер на првиот ден од 52-те Рацинови средби беа доделени наградите за твитерџиите кои се надпреваруваа во опишување на љубов во 140 карактери и антологија на булката за дебитантска необјавена збирка љубовна поезија. Љубителите на филмската уметност имаа можност да ја проследат и филмската проекција Бели мугри во амфитеатарот во Младинскиот парк. Велес, градот на Рацин, по 52 пат го чествува споменот за човекот кој е длабоко врежан во секоја пора од општественото живење. Неговото дело, синоним за националната култура и уметност, силно пулсира, промовирајќи неговата мисла бесмртна, која секаде во светот различно се пишува, но секаде исто значи и исто зрачи. Оваа манифестација стана синоним за културното живење на градот Велес, манифестација на која своите високи уметнички дострели ги потврдија плејада писатели и поети. Рацин преку поезијата ширеше љубов, потикнати токму од тоа организаторите одлучија да доделат 2 нови награди. За твитерџиите напише љубов во 140 карактери и антологија на булката за дебитантска необјавена збирка љубовна поезија. Сузана Мицева и Рамадан Рамадани се носители на наградите. Наградата ја чувствувам и како победа на својата внатрешна плашливост и како победа на поетот над жената. Новиот концепт и 16 настани поврзани еден со друг, со освежување за манифестацијата. Целта на вакво организирање на националните средби е токму она што е суштинското на Рацин. Рацин да биде дел од сите. Рацин да биде дел од младите, бидејќи тие се нашата иднина. Негувањето и промовирањето на Рацин како поет и револуционер е привилегија за Велешани. Ова тебе да остане за секогаш во идните генерации да го чествуваат. Ние, иако сме средношколци, сепак Рацин за нас има големо значење и иако уште од мала возраст ме треба да го негуваме и да го продолжиме неговото дело. Вечерва Рациновите средби продолжуваат со доделување на наградите на добитниците на Рациновите признанија. Покачените дневни температури се ризик за појавата на мозочен удар, особено кај пациентите со хронични заболувања. Лекарите препорачуваат почитување на правилата за заштита од високи температури за намалување на процентот на мозочни удари. Зголемен број на телефонски повици за итни случаи, мозочни и срцеви удари. Со покачувањето на температурите се зголемува и работата на итната медицинска помош. Вработените велат дека возрастната граница на пациентите одамна е поместена. Најчесто тоа се луѓе од 40 годишна возраст па нагоре. Иако во летниот период најмногу страдаат хронично болните и повозрастните, и ке младата популација се почесто е појавата на колапс, а и мозочни и срцеви удари. Значи тоа се должи на продолжениот век на живот, значи употреба, пронаоѓање на нови лекови, продолжување на животниот век и може да се рече дека е зголемена појавата на мозочни удари, срцеви удари, значи во целина кардиоваскуларните заболувања се на прво место. Препораката на лекарите за заштита од топлотните бранови и намалување на ризиците за појавата на последици фатални по здравието е речиси идентична. Од 7 до 10 часот да ги завршат своите обврски и попладне од 18 часот па натака.
Значи во тој период од 10 до 18 часот да бидат во своите домови, да конзумираат повеќе течности и редовната терапија. Хидрометеоролозите прогнозираат дека и во деновите што следат, регионот ќе биде под влијание на многу топла воздушна маса, која ќе предизвика повисоки дневни температури од просекот за овој период од годината. Колку е лесно да се живее здраво? Дали здравите навики зависат само од нас самите или здравиот режим е сепак жртва и на други фактори? Вечни дилеми околу оваа вечна тема. Граѓаните главно се свесни за потребата од здрав живот. Експертите пак предупредуваат дека мора да се води поголема сметка за сопственото здравје. Како да се храниме здраво или зошто не се храниме здраво? Дали здравите навики зависат само од нас самите или здравиот режим е сепак жртва и на други фактори? Вечни дилеми околу оваа вечна тема. Граѓаните главно се свесни за потребата од здрав живот, но се наметнува прашањето: имаат ли здрав рецепт за справување со стресното и динамично секојдневие? Експертите пак предупредуваат дека во услови на рапиден раст на хроничните болести мора да се води поголема сметка за сопственото здравје, посебно на навиките кај децата и младите. Здравата исхрана според дел од нив не треба да биде режим, туку своевиден баланс на различни потреби и секојдневие на луѓето. Сега во сегмент на здрава храна, како намирници би ги издвоиле сезонското овошје, зеленчук, млечните производи во помала мера, житните култури многу повеќе кои што треба да се конзумираат секојдневно, и на врвот на самата пирамида влегуваат и самите јаткасти плодови. Јаткастите плодови и семињата представуваат одличен извор на храна, бидејќи содржат голема количина на минерали, витамини, аминокиселини и здрави масти. Бадемите имаат највисока протеинска содржина од сите јаткасти плодови и представуваат одличен извор на храна. Тие исто така содржат голема количина на минерали, магнезиум, калиум, фосфор и се особено богати со калциум. Тие во својот состав содржат намирници кои што се многу важни за одржување на здрава кожа, коса, ногти, така што нивниот хемиски состав се засновува на голем број на минерали и витамини. Од минералите би ги издвоиле магнезиум и манган, а токму бадемите се многу богати со овој магнезиум. Значи магнезиумот и манганот, застапени во јаткасти плодови, овозможуваат аминокиселините, кои што се градбени единки на протеините, многу брзо да се спојат меѓу себе. Во насока на зголемување на свеста и потребата од здрав живот, во тека кампањата на владата во шпајзот на Македонија, која преку различни активности, промоции и реклами вложува во постојаната едукација на населението со цел да се креираат здрави навики за здрави идни генерации. Пред Кавадарчани предстои гурмански викенд на дополнет со баскер фест, сензација и бела ноќ. Љубителите на добрата забава, храна и музика ќе можат да уживаат во деновите што следуваат, како и со презентации на разни винари и дегустирање на гурмански специјалитети. Многу забава, превкусни специјалитети, музика за сечие уво и вистинска баскер фест атракција ќе има во Кавадарци во деновите од викендот. За прв пат ќе биде организирана и така наречената Бела ноќ, согласно официјалната програма која во најголем дел ќе се изведува во паркот на Револуцијата. Свеченото отварање на трите манифестации е закажано за вечерва, пошто следува и настап на етно групата Монистра. Програмата ќе трае до полноќ. Во саботната програма присутните ќе имаат можност да уживаат во музиката на групата Магнифико и настапот на етно група од Холандија. Викендот завршува со неделно бармен шоу и забава со улични забавувачи, жонглери, улични свирачи, како и со презентации на присутните винари и дегустирање на гурмански специјалитети. По повод 17 јуни, денот кога е формирана ВМРО-ДПМН, Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Велес на 15 јуни во понеделник ќе организира крводарителска акција, преку која ќе биде изразен висок степен на солидарност кон сите оние на кои капката крв им е најпотребна.
Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Велес продолжува да ја негува традицијата за организирање на крводарителски акции. По повод 17 јуни, денот кога е формирана ВМРО ДПМН, ќе биде организирана крводарителска акција преку која ќе биде изразен висок степен на солидарност кон сите оние на кои капката крв им е најпотребна. Токму во име на хуманоста, од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН ги повикаа сите заинтересирани граѓани на општина Велес масовно да се придружат на големата крводарителска акција која ќе се одржи на 15 јуни во понеделник во фоајето на Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот. Со гордост можеме да кажеме дека организирањето на крводарителски акции во текот на целата година за ВМРО ДПМН Општински комитет Велес стана традиција. За оваа година ова е веќе втора акција поред. На изминатите акции се собираа голем број крвни единици. Како неуспешна крводарителска акција би издвоиле онаа на која се собраа 169 крвни единици. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН се надеваат дека велешани ќе покажат голем интерес кон акцијата и со тоа ќе ја покажат својата хуманост и пожртвуваност. Општинскиот комитет секоја година организира крводарителски акции и се вклучува во хумани проекти кои се битни и клучни за секој живот, без разлика на политичката определба на било кој поединец. Организацијата е партиска, но хуманоста не е и таа има за цел да ги обедини луѓето од целата заедница. Акцијата ќе започне од 10 часот, а ќе трае до 16 часот. Повеќе дозволи за македонските превозници со Германија за 2016 година. Државниот завод за статистика објави дека минатата година најмногу се градело во Скопскиот регион, пошто следат Вардарскиот и Пелагонискиот регион, вести од Македонија. На состанокот на Македонско-германската мешовита комисија за меѓународен превоз на патници и стока, што се одржа во Бон, е договорена прелиминарна квота дозволи за следната година, која е поголема за 1200 дозволи или за 18% повеќе од досегашната. Договорена е и размена на дополнителна квота од 400 билатерални транзитни дозволи за возила со Евро 5 стандарди. Министерството за транспорт и врски денеска соопшти дека договорените квоти во целост ги задоволуваат потребите на македонските превозници кои вршат превоз на стока до и низ територијата на Република Германија. Прелиминарната квота на дозволи за превоз на стока за 2016 година предвидува 2000 билатерално транзитни дозволи за возила со Евро 3 стандард, 1000 со Евро 4 стандард, 4700 со Евро 5 стандард и 1000 со Евро 6 стандард. Според податоците на Државниот завод за статистика, деловните субјекти лани граделе вкупно 1734 објекти, а завршиле 1772 стана со вкупна површина од 122.332 метри квадратни, од кои 1446 се во индивидуална сопственост. Простечната корисна површина на завршените станови е 69 метри квадратни. По региони најмногу се градело во Скопскиот регион, пошто следат Вардарскиот и Пелагонискиот регион. По индивидуална режија изградени се вкупно 2105 објекти и завршени се 3584 станови лани, од кои што 137 се станови во викенд куќи со вкупна површина од 11.136 метри квадратни. Простечната корисна површина на завршените станови од 99,3 метри квадратни. Најмногу се градело во Полошкиот регион, потоа во Скопскиот, па во југозападниот регион. А од вестите од светот, хакерски напад во САД, Министерството за здравство на Република Кореја денеска соопшти за 4 нови случаи заразени со вирусот МЕРС. Одрон во Непал затрупа 24 лица. Хакери украле лични податоци и идентификацијски броеви на сите федерални службеници во Соединетите Американски држави, соопшти Синдикатот на државните службеници. Според синдикатот, хакерскиот напад е многу потежок отколку што го представува владата. На 5 јуни стана познато дека хакери упаднале во податоците за управување на персоналот на американската влада во изминатите 30 години. Според истрагата, нападот се случил во декември минатата година. Се претпоставува дека хакерите добиле пристап до личните податоци на околу 4 милиони лица. Вашингтон тврди дека хакерите се откина додека Пекин ги отфрла обвиненијата.
Министерството за здравство на Република Кореја денеска соопшти дека се регистрирани 4 нови случаи на заразени со вирусот МЕРС, со што бројот на заболени се искачи на 126 лица. 10 лица кои имале позитивни резултати на тестовите за МЕРС починале наспроти сериозното превентивно лекување. Јужна Кореја е втора земја во светот по бројот на потврдени случаи на заболени од МЕРС, веднаш по Саудиска Арабија, каде од 2012 година се регистрирани над 1000 лица. МЕРС зафати вкупно 23 држави, меѓу кои Јордан, Катар, Обединетите Арапски Емирати, Тунис, Велика Британија, Германија, Италија и Франција. Официјално се потврдени 1271 случаи на заразени луѓе, а починати се најмалку 448 лица. Против вирусот засега нема ниту вакцина, ниту лек. Шест планински села се затрупани од одром предизвикан од монсунски врнежи. Најмалку 24 лица загинаа, а десетици се сметаат за исчезнати. Во одронот кој предизвикан од обилните врнежи затрупа 6 планински села во североисточниот дел на Непал, соопштија локалните власти. Поради силниот дожд, отежната е спасувачката акција во областа Тапледжунг. Одронот се случил во средата навечер, додека локалните жители спиеле. Ова се најобилните врнежи кои погодиле оваа област во последните 27 години. Во планинскиот дел на Непал, за време на монсунската сезона која почнува во јуни, а завршува во септември, одроните се многу честа појава. Младинските фудбалери до 21 година со пораз од 3:0 ги започнаа квалификациите за Европското првенство против селекцијата на Исланд. Фудбалската репрезентација до 18 години во вториот пријателски надпревар ја совлада селекцијата на Шведска, како Куманово за нова регионална лига Домашен спорт. Младинската фудбалска репрезентација на Македонија до 21 година со убедлив пораз од 3:0 ги стартуваше квалификациите против селекцијата на Исланд за настап на Европското првенство во 2017 година. Ваквиот неповолен резултат се должеше на слабата игра во одбраната на избраниците на Благој Милевски, особено во второто полувреме кога домашните фудбалери за 12 минути постигнаа 3 гола во 55-та, 61-та и 67-та минута. Првото полувреме нашите репрезентативци во Рејкјавик го одбележаа со многобројните шанси на нападјачите, но голманот на исландјаните беше на ниво на задачата во текот на целиот надпревар. Македонската фудбалска репрезентација до 18 години предводена од селекторот Горан Станиќ оствари победа од 3:2 над шведската селекција во пријателскиот надпревар кој се одигра во комплексот на Фудбалската федерација на Македонија. Ова е втор надпревар со швеѓаните, откако во првиот надпревар нашите фудбалери доживееа пораз од 1:0, додека во вториот меч покажаа далеку подобра игра и сосема заслужено дојдоа до триумф. Раководниот тим на кошаркарскиот клуб Куманово вчера и официјално го поднеса барањето за учество во новата регионална лига, која ќе биде под покровителство на ФИБА, која ќе биде организатор на новата лига која ќе ја замени јадранската АБА лига. Во барањето од клубот го наведуваат следното: со ова писмо кошаркарскиот клуб Куманово би сакало да информира дека го прифаќа предлогот на ФИБА за нова регионална лига и би сакале да бидеме учесници во оваа лига како финалисти и вице шампиони во македонското кошаркарско првенство, без оглед на ставот на МЗТ Скопје. Исто така би сакале да ве информираме дека ја поддржуваме идејата лигата да брои 12 екипи, при што 12-тата екипа би се добила преку квалификации. Ние како клуб сме финансиски и организацијски подготвени за овој проект, се вели во писмото на Куманово испратено до ФИБА. Актуелниот prvак МЗТ Скопје засега останува лојален и приврзан за досегашната АБА лига. Кошаркарите на Голден Стейт израмнија во финалната серија над Кливленд. Перо Антик во дресот на Атланта со заслуги во одбраната. Чиле го победи Еквадор. Вистите од меѓународниот спорт во продолжение.
Екипата на Голден Стейт на гостински терен во Охајо остварија висока победа над Кливленд, израмнувајќи на 2-2 во победи во финалната серија над превари од плейофот во НБА лигата. Незаслужни за резултатската победа на Warriors од 103 наспроти 82 беа Кари и Гуадала, постигнувајќи по 22 поени и покрај одличниот скор на Леброн Джеймс, кој придонесе со 20 поени, 12 скока и 8 асистенции. Петиот надпревар од серијата се игра во петок во Оукленд. Перо Антич е првиот македонец кој веќе 2 сезони настапува во НБА лигата за тимот на Атланта, стигнувајќи оваа сезона до источното конференциско финале, каде играеја против Кливленд. Клубот и соиграчите на Хоукс имаа само пофални зборови за неговите квалитети во одбраната, уникатноста и разновидноста во играта. Статистиката покажува дека центарот во одбраната ги задржал противничките кошаркари на 44% на шутот во полето, па со ова го добива примотот на еден од најдобрите дефанзивци во лигата. Иднината на Антич во САД е се уште нејасна, па следен договор со тимот од Џорџија се уште не е постигнат. Домаќинот на јужноамериканското првенство Чиле ја имаше честа да го одигра премиерниот надпревар на турнирот Копа Америка, во кој стрелци за 2-0 против Еквадор беа Артуро Видал и Едуардо Варгас. Чилеанците и покрај добиениот црвен картон со победа ја започнаа својата мисија, конечно да стигнат до својата прва титула на Копа Америка, надпреварување во чија 99 годишна историја никогаш не се нашле на тронот. Фаворити за освојување на трофеот на јужноамериканскиот континент се репрезентациите на Аргентина и Бразил. Денеска имавме сончево и топло време кое ќе се задржи во текот на наредните денови. Еве е деталната временска прогноза. Ова беше последната информација за денес. Јас ви посакувам пријатна вечер.